Откако пред една година се реновираше екстериерот на киносалата во Делчево, наскоро нов лик ќе добие и нејзиниот интериер. Постапката е во текстот, тоа што по потпишувањето на договорот помеѓу Делчевскиот центар за култура Никола Јонков Вапцаров и Министерството за култура ќе започнати активностите за нејзино реновирање, со што Делчево ќе добие современа киносала. Продолжуваме во наредниот период со инвестиции во киносалата и тоа во внатрешната реконструкција на киносалата. Значи постапката е до таму стигната. Ние сега со едно барање доставивме до Министерството за култура, каде што го имаме добиено проектот за внатрешна реконструкција на киносалата. Веќе во наредниот период ќе биде потпишан договор со Министерството за култура. Висината на средствата ќе бидат одредени од Министерството за култура и во висината која што ќе изнесува спрема тоа ќе идеме, ќе видиме кои позиции од киносалата ќе бидат реновирани. Ние инсистираме комплетна реконструкција на киносалата, на бината, на столчињата, потоа на плафонскиот дел и на сите и на осветлувањето, со тоа што ќе добиеме еден репрезентативен објект каде што ќе можеме сите манифестации да се одржуваат. Освен киносалат, наскоро нов лик ќе добие и музеот на Разловечкото востание во село Разловци, објект кој од неговата изградба во далечната 1976 па досега беше оставен да пропаѓа на забот на времето. Во врска со спомендомот Разловечко востание, ние како корисници на овој објект, во 2015 година конзерваторски центар од Скопје се обрати до нашата институција со барање ние да се согласиме за реконструкција и по добиените средства од 1 милион денари се почна со реконструкција на кровната конструкција и сега во 2016 година исто така конзерваторски центар аплицираше до Министерство за култура и висината на средствата веќе ќе ги дознаеме во наредниот период и ќе се продолжат активностите со реконструкција на спомендомот Разловечко востание. Инаку за реновирање на музеот на Разловечкото востание во село Разловци ќе бидат издвоени околу 2,5 милиони денари.